17 јули 1967. Во оној момент кога чувте звонот на кампаните, Светиот архиерейски синод ја прогласи автокефалноста на Македонска православна црква. Господ не вдахнови и умудри на 17 јули 1967 лето Господово да ја донесеме историската одлука за целосна обнова автокефалноста на древната и славна Охридска архиепископија. Со ова и ваква одлука пред се ја отклонивме големата и тешка неправда која што ни беше направена во 1767 година. Тоа моравме да го направиме, бидејќи над Охридската архиепископија во 1767 година е извршен атак од страна на иноверната отоманска власт. Благословен е нашиот Бог, сега и секогаш и во вечни векови. Зашто Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Охридската архиепископија е мајка, извор на се што е свето, христијанско, културно, не само во македонскиот народ, во македонската историја, во македонската душа, но и кај сите словенски народи. Охридскиот универзитет, со сите науки што се предавале на него, оспособил 3500 студенти со големи научни знаења и христијанизирани личности кои раководството на нашата архиепископија ги испраќала далеку во словенскиот свет, давајќи им го светото Евангелие на разбран јазик, давајќи им ги пораките на Светата Црква и испраќајќи им оспособени црковни раководители, епископи, свештеници, иконографи, фрескографи, луѓе кои навлегле длабоко во христијанската филозофија на животот. И на тој начин Охридската архиепископија станала мајка црква на сите словенски народи, предавајќи им ги пораките на Светото Евангелие и на словенските равноапостоли свети Кирил и Методи и нивните свети ученици свети Климент и Наум и другите нивни последователи и учители.